Унијата го смета договорот со Грција за клучен, го поздравува напредокот во реформската агенда, но истовремено порачува дека мора да се задржи моментот без дефокусирање на предвремени избори. Со таква порака настапи првиот човек на директоратот за проширување во Европската комисија на денешниот заеднички состанок со премиерот, вице-премиерот за европски прашања и министрите задолжени за ресорите во кои се очекува напредок. Едноставно кажано, Брисел смета дека сега на Македонија не и требаат парламентарни избори. This positive momentum that has created. Овој позитивен моментум што е создаден по потпишувањето на Преспанскиот договор треба да се одржи. Фокусот треба да се насочи на реформите во пресред на јуни, кога врвот на Унијата ќе решава за отворање на пристапните преговори со оваа земја. Фокусот треба да биде на испорачување и затоа веруваме дека предвремените избори ќе го одземат тој фокус и потребната енергија за затворање на преостанатите прашања. Ги набра клучните точки во агендата: судството, борбата против корупцијата и криминалот, реформите во разузнавачките служби и јавната администрација. Даниелсон побара не само носење закони, туку и нивно спроведување. Очекува нула толеранција за корупцијата на сите нивоа и затоа смета дека формирањето антикорупцијска комисија е клучниот елемент во овој период. Остануваат клучните 2 месеци, февруари и март, кога треба да испорачаме и во делот на донесувањето на законите за 4 области кои што Советот ги определи минатата година како приоритетни, меѓутоа и да ги убедиме земјите членки дека Република Северна Македонија се менува секој ден во делот на имплементација на ова реформска агенда, во делот на европеизација на општеството и на државата. На пролет комисијата ќе излезе со својот извештај за степенот на напредок на земјава и од него меѓу другото ќе зависи дали во јуни ќе се успее да се убедат сите земји членки на Унијата дека до крајот на годината Македонија треба да добие датум за старт на пристапни преговори. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.